Денеска е големиот христијански празник Свети Климент Охридски. Во сите православни цркви денеска се служат свечени литургии, а името на Свети Климент, чудотворец Охридски, е и името на првиот македонски книжевник, духовник и учител. Ученик на светите Методи и Кирил, а по смртта на Свети Методи, Климент под притисок на германците од Моравија тргнал на југ со Горас, Наум, Сава и Ангелари, заедно наречени петочисленици. Во Охрид во 886 година ја формира Охридската книжевна школа или попозната како прв словенски универзитет, од кој како подготвени излегле 3500 ученици. Климент Охридски е познат по тоа што има создадено кирилицата, која ја прави врз основа на грчката азбука, но со модифицирани букви за прилагодување кон словенските фонетски карактеристики. Покрај црковните и педагошки дејности, особено учителско-просветителски, Климент развил и богата книжевна дејност. Автор е на многу поучни и похвални слова. Се упокоил во 916 година и бил закопан во гробот кој што го ископал со сопствени раци во црквата посветена на Свети Пантелеймон на Плаушник. Денеска беа и доделени државната награда Свети Климент Охридски за остварување во областа на воспитанието и на образованието на фолклористот Марко Китевски. Наградата за остварување во областа на културата и уметноста се доделија на музичкиот уметник Гордана Јосифова Неделковска, скулпторот Жарко Башевски, поетесата Весна Ацевска Стојчевска и на театарската критичарка и публицистка Лилјана Мазова. До 15 декември винариите треба да исплатат првата рата за откупеното грозје во изминатата сезона. Председателот на регионалниот сојуз на лозари Агрот и Квешија, Љупчо Аризанов, вели дека производителите очекуваат законскиот термин да биде запазен. Наближува терминот до кој, според законот, винарите мора да исплатат првата рата. Се надеваме дека ќе ги испочитуваат законските одредби и ќе го платат навреме родот произведен со маке и пот. Веќе се почет активностите во лозовите насади за следната производствена сезона, па ни се неопходни финансиски средства. На лозовите плантажи во Македонија годинава беа собрани околу 180 милиони килограми винско гројзе. Дел од нив се пласираа во странство, а дел во домашните преработувачки капацитети. Носителот на листата на кандидати за пратеници на ВМРО-ДПМН е во третата изборна единица Илија Димовски на денешната пресконференција побара од граѓаните на предвремените парламентарни избори да им ја дадат довербата со цел Штип и Источниот регион и понатаму да се развива, да се отвараат нови фабрики, да се гради патната инфраструктура. Дозволете ми да набројам само неколку работи кои што досега сме ги работеле. Изградбата на автопатот Скопје-Штип, кој што е практично 60% веќе изграден. За договорите за изградба на регионалните патишта од Штип кон Кочани и од Штип кон Радовиш, кои што Штип дополнително ќе го направат регионален центар. Започнатата изградба на клиничката болница, односно клиничкиот центар во Штип. Изградбата, основањето и инвестициите во Државниот универзитет Гоце Делчев, кој што Штип го направија образовен центар на Источна Македонија. Димовски најави дека во наредниот период ќе се продолжи и со нови проекти во Штип. Ке инвестираме во изградба на браната на река Отиња, проект кој што штипјани го очекуваат со децении наназад. Ке изградиме 4 нови детски градинки, училишна сала во местноста Вика на Бабите, акрополата на локалитетот Исар, символот на Штип, ке доживее целосна конзервација и реконструкција. Ке се изгради затворен пливачки базен, ке се изгради водоводна мрежа за населбите Балканска, Македонка и Чердаклија. Носителот на листата на ВМРО-ДПМН во третата изборна единица забележа дека на граѓаните на Штип им требаат нови фабрики, училишта, патна инфраструктура, здравствени институции, а не им треба двојазичност, бинационална држава, промена на уставот, ниту како што рече било какви теми кои ќе предизвикуваат конфликт во наредните 4 години. Испразнети градови и села, граѓани кои макотрапно работата едва сврзуваат крај со крај, невработени високообразовни кадри, пензионери кои се плашат за сопствените пензии, уништен здравствен систем, судство без правда. Вака изгледа 10-годишното владење на ВМРО-ДПМН, рече на денешната пресконференција кандидатот за пратеник од СДСМ од Штип, Благој Бочварски.
Тој забележа дека СДСМ има решенија за да се справи со ваквата состојба преку програмата Планот за живот во Македонија. Пораст на животниот стандард на граѓаните, преку зголемување на минималната плата на 16.000 денари и просечната плата на 30.000 денари, со што ќе се зголеми куповната моќ на граѓаните. Секое семејство ќе добие една плата плюс во семејството преку поврат на 15% од ДДВ-то на крајот на годината. Нудиме подршка за домашните компании од 140 милиони евра со единствена цел отворање на нови работни места со повисоки плати. Враќање на ефтината тарифа на струја, со што ќе се намалат давачките за електрична енергија. Бочварски вели дека во нивната програма е предвидено укинување на радиодифузната такса, зголемување на субвенции на 160 милиони евра годишно, покачување на социјалната помош за 40%, пензиите ќе се зголемуваат 2 пати годишно, а младите ќе остануваат во земјава бидејќи за нив се планирани мерки преку подршки за отварање на сопствени бизниси. Забележува дека како партија ќе се справат со корупцијата, а украдените пари ќе ги вратат на народот. Сакам да упатам еден апел до граѓаните на Штип и Источна Македонија во однос на прашањето за некаква федерализација која го наметнуваат од ВМРО ДПМН единствено поради својата безидејност и криминалот во кој што се вплеткани. Федерализација, кантонизација или некаква двојазичност нема да има. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е гарант за тоа, но конфискација сигурно ќе има на стекнатиот имот на функционерите на ВМРО ДПМН. Не дозволувајте да ве излажат и манипулираат од страна на ВМРО ДПМН. Кандидатот за пратеник на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Благој Бочварски ги повика граѓаните на Штип и на Источниот регион на 11 декември да излезат на избори и да гласаат на своите гласачки места. Коалицијата ВМРО за Македонија денеска обвини за 2 инцидента. Функционери на ВМРО ДПМН им одлепувале плакати. Така што на ден 5 12 понеделникот при лепење на плакатите помина еден од кандидатите за пратеник на коалицијата на ДПМН и после неколку минути дојдоа група на членови на ДПМН кои вербално се закануваа да зошто ги лепиме плакатите и после по нас истите беа искинати. Исто така синоќа дојде до немил настан кој можеше да ескалира. При лепењето нашите плакати дојдоа функционери, директори на школи од Штип, кои на лице место ги фативме како ги кинаат плакати. Пристигна и реакција од ВМРО ДПМН. На денешната пресконференција ВМРО Народна излегува со измислени информации дека од ВМРО ДПМН им ги кинеле плакатите. Очигледно се работи за обид на очени политичари кои соочени со сопствениот дебакал на изборите кои следуваат во недела, се обидуваат да привлечат внимание на јавноста, но на нивна жалост неуспешно. ВМРО ДПМН е сериозна партија и се бавиме со суштински теми од интерес на граѓаните. Наш фокус во моментот е давањето отчет за сработеното пред граѓаните и образложување на реална изборна програма со конкретни буџети и рокови, онака што доликува на партија која претендира на убедлива победа на овие парламентарни избори, се вели во реакцијата од Центарот за комуникација на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Изборната кампања ќе трае уште денеска и утре. Во сабота е молкот, а во недела се гласа за кандидатите за пратеници кои се наоѓаат на листите на 11 коалиции партии кои учествуваат во предвремените парламентарни избори. Во сабота ќе гласа диаспората. Во дипломатско-консуларните представништва регистрирани се 20.573 граѓани кои може да го остварат своето право на глас. Во сабота ќе гласат и внатрешно раселените лица, осудениците, војската, болни и немотни лица. На избирачкиот список запишани за гласање се 1.784.416 полнолетни државјани на Република Македонија, или околу 5.000 повеќе од минатите избори. Во Македонија ќе гласаат 1.531.368 граѓани, а на посебен избирачки список запишани се 230.122 лица, кои се смета дека се на привременна работа во странство. На избирачкиот список за прв пат пред името и презимето на секој гласач што ќе гласа во Република Македонија ќе стои неговата фотографија од лична карта или пасош. На овие избори гласачите нема да се обележуваат со мастило, туку по гласањето на прстот ќе бидат обележани со невидлив спреј.
Пред влегување во просторијата ќе бидат проверени со UV ламба. Граѓанското здружение на текстилни работници Тивко мнозинство гласно вечерва во Штип организира собир, поради како што велат децениската манипулација и злоупотреба на работниците од системот, државата, институциите и работодавачите. Собирот е вечерва во 19 часот, а почна попладнево со креативна инсталација Марш на работничките мантили. Ова здружение има неколку барања. Измена на законот за минималната плата која важи 9000 денара за овој сектор, за овие две индустрии, а 10.080 денара за останатиот сектор. Значи бараме да бидат платите еднакви. Бришење на членот 2 од законот за минимална плата кој гласи исполнет нормиран учинок, па се злоупотребува платата и се исплаќа плата под минималната, под 9000 денара. Исто така, потребата од прв надворешен граѓански синдикат за работниците, составен од работниците, а не како досега од самите работодавачи. Општина Зрновци е биодиверзитетска жешка точка во која на еден релативно мал простор се срќаваат неколку ендемски видови. Во рамки на програмата за сочувување на природата во Македонија, финансиски поддржана од Швајцарската агенција за развој и соработка, во селото Моралдвис, за кое се знае дека било епископско седиште, 5-вековните платанови стебла се заштитени како природна реткост. Некој ода толку далеку дека можно е да овие платанови стебла се стари околу 1000 години. Значи од времето на Свети Климент Кирил почна да се носат овие платанови стебла во Република Македонија, на просторот на Македонија, така да претпоставка е дека од тоа време некаде, значи и овде се насадени овие платанови стебла. Стеблата се реставрирани, а околниот простор партерно е уреден. Со својата посебна убавина и раритетни вредности се издвојува и кањењот на Зрновска река. Истражувањата покажаа дека водата содржи 16 промили кислород, а постојат и алги кои се индикатор за кристално чиста вода со квалитет кој може да се споредува со реките во скандинавските земји. Реализиравме проект, тоа е екослика Зрновци. Дојдовме до изворедни резултати. Се утврди дека навистина покањењето на реката Зрновка изобилува голем број на растителен свет кој што е реткост во Република Македонија. Главно обележје од макроинвертебратите или од безрбетниците кои што ги населуваат водите на Зрновска река е и поточниот рак Аустропотамобиус торенциум, некои тврдокрилни инсекти, а меѓутоа од особен интерес е и ларвата на вилинското конче кордулегастер. За запознавање на младите генерации со биодиверзитетот во регионот, во основното училиште е отворен ресурсен тренинг центар. Имаат за задача да подготват постери на кои што ќе го прикажат локалниот биодиверзитет и искрено морам да признам дека беа на висина на задачата. Во општина Зрновци се работи и на зачувување на културното наследство. Археолошкиот локалитет Црквиште или рано христијанската базилика, кој бил духовен центар во средновековието, е целосно обновен, а отворена и етно куќа во која се поставени поголем број експонати кои нема говорат за начинот на живот на традицијското семејство. Во организација на Боксерската федерација на Македонија и градот Битола ќе се одржи 23-тото издание на поединечното првенство на Македонија. На истото ќе настапа 100 боксери од 20 клубови во конкуренција на кадети, јуниори и сениори. Меѓу нив се и боксерите на штипските клубови Баргала и Пинк Пантер. Под раководство на тренерот Петар Чурлинов, во Битола ќе настапа тројца боксери и тоа: кадети Јован Пане во категорија до 75 кг, јуниори Дарио Стојанов во категорија до 60 кг и Стојанче Стојанов во категорија до 69 кг. Под раководство пак на тренерите Ристе Грбев и Илија Младеновски, во Битола ќе настапат 8 боксери на Пинк Пантер. Во уводните борби ќе настапат Ѓоше Ѓошев, Михаело Минанов и Викторија Варадинова. Во конкуренција на кадети ќе настапи Ристе Ристовски во категорија 63,5 кг, јуниори Александар Ристовски во категорија до 60 кг и Роберто Ристовски во категорија до 81 кг. Во конкуренција на сениори ќе настапи Никола Арсов во категорија 69 кг и Илче Јоновски во категорија до 91 кг. Првенството ќе се одржи во петок и сабота, кои ќе бидат финалните борби. Интересно, на финалната вечер, ревијално на рингот во Битола, ќе настапат некогашните боксерски легенди, меѓу кои
Аце Рустевски, Реджеп Реджеповски, Цане Георгиевски, Славе Денков, Златко Мурджевски, Мирко Ристовски, Блажо Василев и многу други.